Почитуван прв вице-премиер Груби, почитуван вице-премиер за економски прашања Битичи, почитуван министер Бочварски, почитуван директор Рустеми, почитувани изведувачи на градежните работи, почитувани инженери од надзорната компанија и почитувани медиуми и граѓани. Најпрво сакам да истакнам дека потполно ми е јасно и знам колку е важно за Кичево, Дебарца, Охрид, Струга, Вевчани, за сите околни места, меѓутоа и за цела држава, овој пат што побрзо да биде завршен, односно автопатот Кичево-Охрид. И знам колку овој автопат е важен за нов економски и развоен импулс не само на западниот дел на Македонија, туку и на целата држава, и колку тој значи и за Кичево, и особено за туристичките центри Охрид и Струга. Ние како влада ги решаваме наследените проблеми. Патната инфраструктура за оваа влада не е само предизборно ветување, туку напротив тоа е инфраструктура која што ја поврзува државата внатре, меѓутоа ја поврзува државата заедно со другите европски држави со кои што граничиме. Со тоа овозможуваме прво подобри услови за постојните инвестиции, привлекување на нови странски инвестиции, зголемување на економскиот развој на туризмот, особено во овој наш туристички дел од државата, а сето тоа еден од предусловите е безбедни и сигурни патишта за граѓаните и за сите други кои што поминуваат преку нив. Свесен сум дека работниците кои го градат овој автопат се соочија со многу предизвици во текот на изминатите години. Поради огромните пропусти во самиот проект, беа потребни години за да се пробијат тунелите под превојот пресека. Работниците се соочија со многу проблеми во утробата на планината, што дополнително ја одоговоречи работата на терен, па плановите за работа можеше да се адаптираат според условите кои што ги налагаа самите услови на теренот. И тоа беше само еден сегмент што требаше да се надмине: промашена траса, неусогласеност на проектната документација и состојбата на терен, дислокација на далеководи, телефонски кабли, водоводни инсталации, индивидуални и стопански субјекти, бидејќи беа на самата автопатска траса. Но во оваа држава мора да се спроведат започнатите проекти и да се оди напред, затоа што тоа е единствено добро за граѓаните. Моето претходно искуство вели дека со добар план и добро менаџирање на процесите нема недостижна цел. Сите знаеме колку ни е сето ова важно, и тоа од сите аспекти кои што ги кажав. Затоа и со Министерството за транспорт и врски, заедно со министерот, заедно со директорот на Јавното предпријатие за државни патишта господинот Рустеми, сум практично во секојдневна комуникација и инсистирам да се земе овој пат како највисок приоритет во државата. Така денеска, како што и може да се забележи, се става асфалтна подлога на тунелот, се работи на електрична инсталација и хидрантска мрежа. Тунелите, за да бидат приспособени за сообраќај, треба да се изработи вентилационен систем, противпожарна заштита, видеонадзор, систем за детекција, сообраќајна сигнализација и команден центар. Овие два се најдолгите друмски тунели во државата со вкупна должина од 4 км. Десната автопатска лента од Требениште кон Охрид е завршена и пуштена во сообраќај под времен режим, освен кај Подмоле, каде што се одвиваат градежните работи на колекторскиот систем. Овој пат мора и ќе добие на динамика, затоа што инфраструктурата значи интензивирање на економските релации и ние мора да вложуваме во патна инфраструктура ако сакаме развој на економијата. Изминативе 5 години владата, предводена од Социјалдемократскиот сојуз и сите коалициони партнери, изгради патишта во должина од околу 1300 км, значи двојно повеќе од претходниот 10 годишен период кога биле направени само 650 км. И среќен сум што со реализацијата на патната инфраструктура продолжи без разлика на тешката економска криза не само кај нас, туку и во цела Европа. Се гради автопатот Скопје-Блаце во прва фаза, течат активности за израдба на автопатот Гостивар-Кичево, на автопатот Тетово-Гостивар, на автопатот Требениште-Струга-Чафасан, на автопатот Прилеп-Битола. Последниве кои што ги кажав се во фаза на избор на консултант кој што треба да ги доврши сите договорни обврски со изведувачот одобрен од парламентот Бехтеленка и таму да се започне со конкретни работи на терен.
До сега ги изградивме експресните патишта Штип-Радовиш, завршена е првата фаза од патот Штип-Крупиште. Во овој момент активно тече изградбата на експресните патишта Градско-Дреново, Дреново-Фариш, Крупиште-Кочани и Ранковце-Крива Паланка. И активно се одвива реконструкција и на регионални патишта во должина од околу 130 км, со завршени градежни работи и на делницата Плетвар. Оваа влада е посветена и прави се за европската иднина на земјата, за економски развој на Северна Македонија, подобра сообраќајна поврзаност и пред се подобар квалитет на живот за сите граѓани без разлика во кој дел од земјата живеат. За крај, ќе посакам успешна работа и како што реков, завршување на овој патен правец е приоритет и за владата, но и задача за Министерството за транспорт и врски и за јавното предпријатие за државни патишта. Очекувам до средината на идната година да се ослободи левата лента за сообраќај со околу 90%, за да можат граѓаните да ја користат, а Министерот за транспорт има задача секојдневно да се грижи, да биде фокусиран, за да се исполни рокот до крајот на идната година, да се завршат целосно градежните работи. Ви благодарам.